Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Собранието ги усвои оставките на Таравари и двајцата заменици министри. Вреди ја официализираше новата пратеничка група. Министерството за здравство ќе го води кадар на Вреди. Мицковски чека предлог. Уставен ги укина спорните одредби од изборниот законник. Независните кандидати пред нов проблем. Дали наместо укинување на зголемениот праг за подписи, целосно ќе ја загубат можноста за учество на локални. Нов прекин во снабдувањето со струја во Кочани, делови од Овчеполието и Струмица. Заменикот за енергетика тврди дека причината, исто како во неделата, е висок напон на преносната мрежа. Матурант од Струмица пронајден мртов на нива. Обвинителството ги чека токсиколошките анализи. Немало траги на насилство. По 3-месечна блокада, Израел дозволи влез на хуманитарна помош во појасот Газа. А во тема на денот вечерва за актуелните случувања во владината коалиција, но и за подготовките за локални избори. Разговарам со поранешниот пратеник со долгогодишно искуство Илија Диновски. Останете со нас. Оставката на Арбен Таравари од позицијата министер за здравство, но и на уште двајца негови соработници кои беа од дел од владата како заменици министри, денеска поминаа на собраниска седница. Во меѓувреме, Вреди формираше нова пратеничка група, која во моментов има 9, а по приклучувањето на новата пратеничка од БЕСА очекуваат да бидат вкупно 10 пратеници. Со ова пропаѓа можноста на Таравари да направи своја посебна пратеничка група. Ивана Соколович најдова беше на седницата. Таравари, Беџети и Исмаили веќе не се министри во владата на Мицкоски. Без да искористат можноста за образложение, парламентот ги констатираше нивните оставки откако одлучија да заминат во опозиција. Согласно член 246 од Деловникот, на господин Арбен Таравари му престанува мандатот министер кој раководи со Министерството за здравство. На господин Флякрон Беџети му престанува мандатот заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Констатирам дека на господја Елфет Исмаили и престанува мандатот заменик на министер кој раководи со Министерството за одбрана. Одлуката на Таравари за одвојување ја прекрои пратеничката група на Вреди. 9 пратеници го официализираа новиот состав, но најавија дека бројот на пратеници ќе расте. Сепак ги повика и четворицата пратеници од Алијанса да се вратат повторно назад. Пратеничката група на Влен брои 9 члена, додека во наредните денови верувам че ни се придружи 10 член, потоа 11, а зашто да не и 14. И со тоа практично со 10 членови ние сме најголемата албанска пратеничка група во собранието на Република Северна Македонија. Затоа упатуваме најискрен и срдачен апел до другите албански пратеници, особено на колегите кои го добија мандатот под коалицијата Влен, да се приклучат на ова група во овие клучни времења на земјата. По оставката на пратеникот Салим Сулејмани, Таравари остана со само четворица пратеници без можност да има своја пратеничка група. Тоа пак ќе им донесе пратеник плюс на Вреди, бидејќи следна на листата е кандидатката на БЕСА Валбуна Аделиемини. Таа на социјалните мрежи веќе им се заблагодари за довербата на гласачите и најави честно работење во парламентот. Од Вреди не негираат дека имаат разговори со пратеници од Европскиот фронт, но дали некој ќе премине во мнозинството за сега не откриваат. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Во владината коалиција нема да има промени на ресорите. Секторот здравство станува во рацете на Вреди, а Мицковски вели дека очекува да го добие предлогот. Од Вреди велат дека веќе има трето крило на Алијанса за албанците, кој останува дел од владината коалиција. До крајот на ова или на почетокот на наредната недела ќе се знае кој ќе ја пополни дупката што ја остави Таравари кога си замина од владата. Нова прераспределба на ресори внатре во владината коалиција нема да има. Мислам дека треба да се задржи онаа структура во владата во која што функционира до сега.
така што очекувам предлог, па да видиме нормално со какви квалификации располага предлог. Заминувањето на Таравари во Вреди го гледаат како одлука на индивидуалци. Тетовскиот градоначалник денеска рече дека ново крило на Алијанса за албанците останува во нивната партија. Сите кои сакат да бидат на патот на Арбен Таравари кон Дуи, кои сакат да одат по тој пат, им пожелуваме среќа и здравје, но сите кои ги добија мандатите и позициите како влен, како резултат на поддршката што ја добивме на парламентарните избори, остануваат во влен и се добредојдени да ја продолжиме таа битка за подобар живот на албанците на сите крај. Со заминувањето на Таравари покрај него владата ја напушти уште двајца заменици министри, додека вице-премиерот Фетај реши да остане дел од кабинетот на Мицкоски. Александар Спасовски, Сител телевизија. Уставниот суд ги укина спорните одредби од изборниот законник, но овој потек ги стави независните кандидати пред нов проблем. Дали наместо укинување на зголемениот праг за подписи, оваа одлука значи дека целосно ќе загубат можноста за учество на локални избори. Следни на потек се пратениците. Деспина Тодоровска ги има деталите. Уставен ги укина одредбите од изборниот законник со кои за 3 до 4 пати се зголеми прагот на подписи за независни кандидати. Ова во пракса значи дека собранието мора да донесе нови измени, бидејќи во моментов не постои никаква законска основа за независни кандидатури на изборите кои треба да се одржат за 5 месеци. Првиот човек на Уставен очекува пратениците оваа законска празнина да ја пополнат час поскоро. Со оваа одлука предходното правно правило не оживува, значи ние не оживуваме норми, ние значи сме негативен законодавец, ние можеме само да отстраниме неуставни норми од нашиот правен поредок. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Во спротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда и дополнително стеснување на основните слободи и права на човекот и на граѓаните и тешка повреда на политичкиот плурализам, сите темелни вредности на нашиот правен поредок. Укинатите измени предвидуваа независните кандидати за пратеници, советници или градоначалници да соберат 1% граѓански подписи од вкупниот број запишани гласачи во изборната единица или општина, наместо предходно предвидените 1000 подписи. Со ова според Уставниот суд се прекршени темелните вредности на Уставот, правната сигурност и предвидливост и начелото на владење на правото. Иницијативата пред Уставен ја поднесоа повеќе граѓански организации кои денеска се задоволни од одлуката. Независните успеа, Уставниот суд пресече измените на изборниот законник со кои на сите граѓани на кои ме преку глава од партиите им се отежна учеството на сите избори се неуставни, велат од Шанса за Центар, како едни од подносителите на иницијативата. Изборниот законник беше променет во март минатата година на предлог на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, едногласно и по скратена постапка. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. За поништениот избор на судиката Дуковска, Уставниот суд ја гледа во судскиот совет и управното судство. Сметаат дека не дозволи во езитни прашања управниот суд да носи задоцнети одлуки. Случајот го сметаат за скандал со сериозни правни последици. Поништувањето на изборот за уставната судијка Елизабета Дуковска, дел од незините доскорешни колеги, го сметаат за скандал. Одлуката предизвикала сериозни правни последици и како што велат, вината за преседанот треба да се бара во судскиот совет и управното судство. Вака како што е одлучено испаѓа дека управното судство може кога ќе му се текне да одлучи по конкретно барање. Едно правило постои во правото, може се во секое време, али не во невреме. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска. Заминувањето на Дуковска веќе ја одложи расправата по законот за јазиците, а дополнително ќе се утврдува уште колку предмети оставила во работа. Првиот човек на Уставен се надева дека нема долго да чекаат за пополнување на испразнетото место. Бидејќи поништувачка е одлуката поништена е одлуката за избор, значи во сила е нашето обраќање до судскиот совет уште пред да биде избрана нашата колешка Бети Елизабета Дуковска. Така да ние нема потреба на никого да се обраќаме, на потек е судскиот совет.
Во меѓувреме судски закажа седница за во понеделник, но на дневниот ред нема точка за избор на кандидат кој ќе ја замени Дуковска. И председателката на државата прстот го впери кон судскиот совет. Каков е тој надпревар ако имате повеќе, а некој си одлучи дека завршена е битката уште пред правната, мислам уште пред да почне. Се огласи и професорот Денис Прешова, кој ја иницирал постапката за поништување на изборот. Сакал да го тестира управното судство, но и да се зауздат дискреционите овластувања на собранието. Собранието може да избере единствено некој кој ги исполнува условите за избор, при тоа почитувајќи ја уставно или законски регулираната постапка. Доколку не постои судска заштита, тогаш собранието нема да има никаков мотив да ги почитува уставот и законите, пишува Прешова на Facebook. Управен го поништи изборот на Дуковска бидејќи судски не гласал за незините против кандидати. На денешната седница на Уставен незиното столче остана празно. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во тема на денот, како што најави вечерва, разговарам со поранешниот пратеник со долгогодишно искуство Илија Димовски. Димовски, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Многу случувања на политичката сцена, некако изминативе денови се доведува при крај она, ајде да речеме условно, криза во владината коалиција. Денеска помина ставката на Таравари во собранието на двајцата заменици министри. Видовме дека Вленија формираше својата пратеничка група. Меѓутоа немаше некој услов за криза во владеачкото мнозинство во собранието, ама сепак очекувањата се дека ова ќе има некакви последици. Какви последици може да има според вас? Видете, мислам дека во оваа фаза ние се наоѓаме негде на половина на надпреварот, на полувреме. Мислам дека следните 45 минути ќе бидат во полза на Влен, заради тоа што ударот кој што очигледно беше спреман по Влен првично и по владата за да се предизвика некаква дестабилизација или може да се предизвика криза заради вовед во предвремени парламентарни избори, го доживеа својот максимум, го видовме потенцијалот кој што се сведе на еден дел од раководството на Алијанса на албанците, заради тоа што она што го гледаме на медиумите дека поголемиот дел од оние луѓе кои што извршуваат функции, но и голем дел од структурите на Алијанса на албанците остануваат во Влен. Како процес, тоа им се појави во Кичево, во Куманово, во Липково и така натака и така натака. Така да, мислам дека нема да има големи потреси и мислам дека притисокот дури и од ДУИ веќе е намален спрема владата, заради тоа што на терен состојбата не е таква каква што очекуваат. Тие мислеа дека на овој начин ќе направат развластување на Влен првично, а со тоа и развластување или делегитимизирање на владата. Мислам дека соодносите на пратениците нема да останат вакви какви што се очекувам и понатаму поместувања во следниот период и мислам дека финалето на целата оваа ситуација ќе го имаме од прилика за месец дена пред да влеземе во кампањата за локални избори. Од тоа што го слушам, делува дека според вас најголемиот губитник во целава ситуација ќе биде Арбен Таравари. Да, јас мислам дека се надигра. Видете, он има специфичен политички стил, успеваше неколку пати да го прави овој колут напред, колут назад. Не е прв пат нагло да промени страна. Тој тоа го направи при оние собирање на потписи, ако ги текнува во собранието за рушење на владата на СДС. Па на истиот начин излезе од некаква соработка со ДУИ, со СДС се приклони кон Влен пред парламентарните избори. Така да не е нешто ново. Но овој пат мислам дека кривината која што ја зема е неиздржлива за членството на Алијанса. Сепак, таа политичка идеологија, таа политичка структура потекнува од времето на Арбен Џафери, си има своја специфика, си има своја, не само дека е контра ДУИ, туку си има и своја политичка идеологија. Ова завртување очигледно господин Таравари не успеа да процени дека е пресилно и пренагло за неговата структура, за неговото членство. Сега, од друга страна е ДУИ, неочекувано мирни се во овој период или тивки се во реакциите. Сега има неколку прашања по однос на тоа зошто вака реагираат. Некои велат дека можеби причина за тоа е пуштањето во домашен притвор на Крешник Бектеши. Не би сакал да помислам дека има некакво политичко влијание во оваа одлука. Други велат дека
тактички игра власта со тоа што им ги одзема на терен сите опции да делуваат и да го реализираат она сценарио за протести. Последната во низа е одлуката за разрешување на судијката, односно укинување на нејзиниот избор во Уставниот суд, со што се губи можноста расправата за законот за јазици да се најде на дневен. Значи јас би сакал да кажам дека никогаш не би посакал на ниту еден човек во Македонија му се случува тоа што им се случуваше на низа пратеници или функционери од ВМРО-ДПМН при промена на власта. Доколку има аргументи и цврсти докази за прогон на било кој бивш функционер по вакви предмети или по различни други предмети, власта, односно државата, не треба да има милост. Но никако не смее да се доведе во ситуација да ги злоупотребува институциите на моќта за да предизвикува политички процеси. Ова кажувам принципиелно, заради тоа што десетици и десетици луѓе во минатото претрпеле на неправеден начин таков прогон. Од друга страна, видите, Дуи сака да биде актуелна со стара музика. На некој начин да се израза малце по сликовито. Со меѓуетнички тензии? Да, тоа е единствената тема на која што они се обидуваат да прават некакво. Они сакаат да зборуваат за грамадни теми, за грандиозни теми, за правата на албанците, за историското значење на албанците. Понекогаш и ние македонците го правиме тоа, да не се лажеме, но очигледно дека таа материја нема кредибилитет од тие музичари. Зошто? Заради тоа што музичарите кои што сакаат да свират стари епски албански песни, во минатото свираа секакви песни кога имаше некој да залепи пари на челото, да се изразам нели метафорично малце. Тоа е едната линија која што Дуи се обидува да направи. Втората линија се обидува да ги игнорира Влен. Као Влен да не се важни, а всушност според сите истражувања се навистина во изедначена трка, се обидува Дуи да направи комуникација во јавноста само со ВМРО или само со Силјановска, со претседателката Силјановска. На тој начин сака повторно да изгради впечаток дека тие се во конфликт со лошите македонци, бранејќи ги добрите обесправени албанци. Видете, пак ќе кажам, тоа е стара музика за нови времења. Значи во новите времења Дуи мора да си ги исполни домашните задачи. Домашните задачи представуваат нова парадигма, нова политика, можеби и нови лица. Тоа е сепак нивна внатрешна работа, но зборам моја проценка што значи за да влезат во некаков концепт на конкурентност на политичката понуда. Тоа е прва работа. Втора работа, со стари решенија не мислам дека ќе бидат конкурентни на следните локални избори. Ама да не биде таравари новото решение и дали можеби заради тоа се тивки. Велите изедначени се Вреди и Дуи, ама Вреди и Дуи беа изедначени кога таравари беше дел од коалицијата Вреди. Ке направили некаков притисок врз рейтингот на Вреди за излегувањето на таравари? Ќе направи притисок кој што гледаме Вреди, односно Влен, да ги забрза процесите на обединување и на окрупнување. Тоа е нус ефектот во пресметките кои што ги правеле очигледно господин Таравари и господинот Ахмети. Имаме една нова динамика, на една страна имаме обединување, приклучување и така натака, и за сега гледаме кај алијанса разградување, разделување, ограновци, функционери и така натака. Ако утре во вториот дел од надпреворот ни се случи тоа да го гледаме и во Европскиот фронт, тогаш, велам, после месец дена од цела ситуација, јас мислам дека постои потенцијал, сепак, нели, зависи од квалитетот на играчите на теренот, но постои потенцијал овој надпревар да заврши во полза на Влен. Ударот кон Влен да заврши во полза на Влен. Знаете како изминатиот период додека СДСМ беше на власт, постојано се коментираше дека тие преговараат со пратеници, подкупуваат, делуваат за да влијаат на проширување на мнозинството. Поинаква е сликата, сепак тие има многу мал број на пратеници, кревко беше мнозинството во собранието, но дали ова што сега се случува во процесот на зголемување на бројот на пратеници на Вреди, може да го споредиме со она што се случуваше во времето на СДСМ, или да речеме дали ова продолжување на тоа како до сега? Видете, две работи би сакал да ви потенцирам. Првата работа дека сцената во албанскиот сегмент од македонското општество е многу поразиграна отколку во македонскиот сегмент. И навистина има поголема игра, повеќе партии, повеќе играчи, повеќе центри на моќ, и тоа е поинтересно и затоа е секогаш по-динамично. И во минатите мандати било така, и во овој мандат е така. Тоа е првата работа. Втората работа која што сакам да ви ја потенцирам, верувам дека ќе се потсетите, е дека
големите политички кариери во Македонија не завршуваат на парламентарни избори, туку завршуваат на локални избори. Влогот е голем. Токму во македонскиот дел горе-доле се предвидливи резултатите и мислам дека нема да има никакви потреси или изненадувања во резултатот. Но влоговите во албанскиот политички сегмент се многу големи заради тоа што може да се случи сериозни политички кариери да завршат својата патека на локалните избори. Затоа за мене не е очекувано. Очекувано е да станува уште поинтересно. Очекувам да има и многу интересни имиња, можеби, многу интересни кандидати и од ДУИ и од Влен ќе се тркаат за секоја општина до последниот момент и тоа ќе даде правец. Сега, нели, ќе даде правец и за следниот период да видиме каде ќе се движат тие состојби. Но што ќе се случува во, ајде условно речено, македонскиот политички блок? Некако не гледаме многу успешни градоначалници во изминатиот период, а мнозинството на градоначалници во локалната власт го има ВМРО ДПМН. Владата се обиде да помогне, речиси на секој начин, со задолжување во Унгарија, со распределба на пари средства, ама пак не гледаме нешто дека многу мал исклучок на градоначалници. Знаете како во минатото гледавме многу успешни градоначалници со многу сериозни резултати. Овој пат сликата не е таква. Може ли да се случи некако изненадување? Да не бидам субјективен, но навистина јас гледам добри градоначалници, можеби сум субјективен, сум припадник на таа партија. Но градоначалникот на Битола, градоначалникот на Охрид, на Штип, на Кисела Вода, на Гази Баба. Да не набројувам, да не злоупотребувам, нели да мислам дека има резултати. Подстрекот кој што го даде владата треба да знаат да го искористат. Дали сите ќе го искористат? Оставам простор граѓаните да покажат, заради тоа што поддршката која што сега ја имаат општините на вистина никогаш во минатите 30 години нема. Ја немале нити јас кога сум бил дел од раководството на партијата или во парламентот. Така да граѓаните, ако ви е прашањето дали треба да бидеме покритични, апсолутно треба да бидеме покритични. Дали граѓаните треба да очекуваат и да бараат од градоначалниците повеќе отколку досега? Да, апсолутно. И бараат, ама ако се согласувате со мене како да се намалуваат критериумите за работа на градоначалниците, не зборам само за градоначалниците на ВМРО, овде зборам за сите, и за ВМРО ДПМН и за ДУИ. Прошетете се во било која општина, ќе видите дека резултатите се далеку од очекуваното или задоволително ниво низ и во Скопје и низ државата. Скопје е специфичен. Да, извинете, ве прекинав. Во Скопје е специфика заради испреплетеноста на надлежностите кои што ги имаат општините и градот Скопје, што е посебен проблем кој што можеби треба да се анализира во иднина дали воопшто треба да има таков двослоен систем на управување со градот. Но за другите општини дозволете, за поголем дел од општините. Не велам за сите, за поголем дел од општините дозволете да имам различно мислење и да не се согласам, иако ќе повторам. Апсолутно. Граѓаните треба да бидат 10 пати покритични и се покритични, Иван, заради тоа што брзината во која што се споделуваат информациите, комуникацијата е многу различна. Кога јас сум ја почнувал мојата кариера во политика или вие кога сте ја почнувале вашата кариера во новинарството, вестите беа еднаш до 2 пати во денот. Денеска вестите се цел ден со нас присутни и притисокот е поголем. Владата дава многу поголема поддршка од било кога до сега до градоначалниците. Граѓаните имаат право да бараат исто така многу повеќе од градоначалниците. Јас се надевам дека сите партии ќе направат чекор погоре во кандидирањето на кандидатите со кои што ќе истрчаат на избори, па да видиме. Нека има промена ако има незадоволство. Не е ништо страшно од една поизразена политичка динамика. Така, на крајот на денот граѓаните го имаат зборот и гласот од своите раца. Морам да ве прашам ваше лично размислување со оглед на тоа дека неколку пати досега кога одеше со поддршка на независни кандидати ВМРО ДПМН условно речено се изгоре. Што очекувате на овие локални избори? Може ли да му се случи повторно таква грешка на ВМРО ДПМН? Јас еве од лично искуство, јас сум учествувал во такви одлуки во партијата, значи тоа што ќе го кажам го мислам на 30 години наназад. Мислам дека ВМРО ДПМН треба да приврши со праксата да кандидира луѓе кои што ВМРО ДПМН е најголема партија, со најголем кадровски потенцијал, со повеќе слоен
кадровски потенцијал. Потенцијал да смени десетици министри во еден ресор и сите да бидат квалитетни предлози. Или десетици градоначалници во еден град. Од тој аспект мислам дека ВМРО ДПМН треба да се концентрира на потенцијалот кој што го има и треба да бира по... Знаете, изјавата која што ја даде претседателот на партијата пред некој ден, дека резултатите ќе бидат клучни во оценка за кадровската политика во иднина, најде на поддршка или на поздравување во членството. Зошто најде? Што значи тоа дека нема резултати? Не значи дека нема резултати, но нормално е и демократски е и во ред е да има почесто проверување на состојб. Добро е што во овој случај претседателот на партијата го направи сам тој чекор и кажа дека прави анализа на резултатите кои што ги гледаме. Првата анализа ќе ја видиме низ кандидатите за градоначалници. Веројатно ќе има промени на одредени позиции, таму каде што партијата ќе процени дека имало послави резултати. Втората анализа ќе ја гледаме после локалните избори со најавените реконструкции на партиското раководство или на владата. Во секој случај ја има поддршката претседателот на партијата да постапува по тие критериуми и тие критериуми да бидат единствени битни за оценката. Многу често се зборува дека по локалните избори ќе биде многу појасно. Дали ќе ни се случат предвремени парламентарни следната година? Какви се вашите очекувања? Може да дојде до таков исход и дали ни се потребни предвремени? Не очекувам. Мислам дека не се. Видете, мислам дека треба да пробаме да ги тераме мандатите во целост. Политичка дестабилизација на државата не допринесува. Најавата на владата за овие стратешки инвестиции од покрупен карактер, стратешки договори, влегување во некои сериозни инвестициски циклуси, мене врз база на проценка, не врз база на информација, ми говорат дека владата се спрема да влезе во еден сериозен процес на градба, на инвестиции, на реконструкција на одредени приоритети и тоа не ми дава за право да чувствувам дека се спрема избори. Доколку ни се случат избори, тогаш овие најави ќе изгледаат предизборно, а не е така. Знам дека не е така. Од тој аспект мислам дека нема да се случат. Резултатот во македонскиот сегмент од општеството ќе биде очекуван. Мислам дека ќе биде поинтересна битката во албанскиот сегмент, но клучните општини, големите општини, мислам дека ќе добие влен на позиција градоначалник. Мислам дека нема да има потенцијал за политичка дестабилизација, нити па тоа и е потребна на државата во период кога светската и европската политика е дестабилизирана. Треба да бидеме внимателни од тој аспект. Денеска тоа не го задревме, но треба да бидеме внимателни. Додека не се разрешат односите помеѓу големите играчи Европа, Русија, Америка, украинската војна, состојбата на Балканот, имате сериозни проблеми во Босна и Херцеговина, имате проблеми кои што се случуваат и во другите држави во опкружувањето, треба да се потрудат сите политичари, целата политичка номенклатура да ја држи државата стабилно. Да, многу поголема и поширока тема е тоа. Мислам дека доволно изанализиравме вечер. Ви благодарам многу за гостувањето тема на ден. Конечно изгласан законот за работно ангажирање лица. Студентите, корисниците на семејна пензија и други ќе можат да бидат работно ангажирани да заработат дополнително без страв дека ќе ги изгубат стекнатите финансиски права. Во вечерните вести на Сител. Нов прекин во снабдувањето со струја, повеќе од 1 час денеска без електрична енергија останаа Кочани, делови од Овчеполието и Струмица. Заменикот министер за енергетика тврди дека причината, исто како во неделата, е висок напон на преносната мрежа. Дел од Македонија повторно остана без струја, по прекинот во неделата поради висок напон. Денеска Кочани, Струмица, нивната околина и Овчеполието, час и половина беа без електрична енергија. Од МЕПСО нема информации за причината за испадот, но заменик министерот за енергетика вели дека најверојатно се работи за истиот проблем како од пред 2 дена, поголемо производство, а помала потрошувачка. Може би е причина денеска во Кочани, бидејќи таму пренатрупано со фотоволтаични централи, може би е причина денеска, пошто сончев е денот, да имало испад. Високите пренапони можат да се јават од неколку аспекти. Сепак ова е инженерски пристап. Поради немање конзум, поради немање трансфер на електрична енергија и уште една работа,
Тоа што го говоревме пред малку, зголемениот број на инсталирани фотоволтаични централи. Претходно пратеникот од Левица Амар Мециновиќ обвини дека државата нема стратегија како да се справи со застарениот енергетски систем, со децени старата електропреносна мрежа, како и со големиот број издадени лиценци за обновливи извори, чии количини нема каде да се складираат. Каде се нашите компензацијски капацитети, каде се батериите за долгорочно складирање на овој вишок на енергија. Но во целата таа какафонија, вистината е дека не ни се ни регионот ни е крив. Значи МЕПСО сега вели дека во регионот настанал проблемот, не сакајќи да прифати дека не нашата нестручност, недостаток на визионерство во енергетскиот сектор и робувањето на приватниот интерес на фотоволтаиците не донесе на ова каде што сме. Во новиот закон за енергетика пропишано е задолжително обновување на мрежата на МЕПСО, а ќе се знае и кои инвеститори во обновливи извори ќе можат да бараат приклучок. Законот ќе овозможи регулација на батериските системи за складирање на вишоците произведена струја. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Од МЕПСО попладневе испрати официјален одговор во кој посочуваат дека тие правели интервенција во мрежата поради зголемено производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија во источниот дел од државата, а со цел превенирање на идни евентуални дефекти, извршена е краткотрајна интервентна реконфигурација на мрежните параметри во источниот дел од државата, се вели во краткиот одговор кој го добивме од МЕПСО. Нов расти на трошоците за живот, речиси 64.000 денари му требаат на 4-члено семејство за да ги покрие основните трошоци за живот, пресмета синдикатот во својата потрошувачка кошничка. Премиерот испрати ново предупредување до трговците, а од опозицијата обвинуваат дека ова е доказ дека политиките на владата доживеале дебакл. Растат трошоците за живот, ССМ пресмета дека на едно 4-члено семејство му се потребни речиси 64.000 денари за да ги покрие основните трошоци во мај, што е зголемување од 1.200 денари во споредба со минатиот месец. Најголемо поскапување има кај храната и пијалоците, над 950 денари. Со тоа оваа ставка сега чини речиси 22.500 денари. Повисоки цени имале облеката и обувките, а повеќе пари, според синдикатот, се потребни за лична хигиена, здравје и транспорт. Евидентно е дека без мерки цените неконтролирано се зголемуваат, а предизвикот со високите цени, особено на основните прехранбени производи, прави огромен притисок врз ниските плати на работниците во Македонија. Во услови на зголемени трошоци за живот, зголемената вредност на синдикалната минимална кошница, особено по завршувањето на мерките на владата, упатува на тоа дека е потребен раст на платите, велат од ССМ. Премиерот денеска го повтори ставот дека ако анализите покажат нефер однесување, ќе има нови мерки. Потрошувачката кошничка зависи од однесувањето на трговските ланци, но и на снабдувачите, дистрибутерите, производителите. Ние рековме дека како влада трикови нема да толерираме, но исто така и не мислам дека е сезонско овошје, јагоди, цреши, лубеници и така натаму за овој период од годината, но како и да е, ако забележиме неконвенционално однесување, тогаш се разбира дека ќе делуваме како влада. Од СДСМ пак велат дека на економските политики на власта им се случил дебакл, а податоците од синдикатот се поразителни. 3 минимални плати се потребни за да може да се преживее месецот. Животот е се поскап, платите стојат, а мерки од владата нема. Додека премиерот Мицковски ги чека анализите и не знае колку се покачени цените, граѓаните тонат во сиромаштија. Се живее се потешко, се преживува со задолжувања и со жртвувања. Се префрлуваат пари од картичка на картичка. Дали министрите во владата знаат колку чини да се наполни еден фриждер? Очигледно не. Цените и маржите на над 1000 производи беа замрзнати до крајот на минатиот месец, а надлежните најавија засилени контроли на пазарниот инспекторат. Анализата што ја направи Сител, според податоците од ССМ, покажува дека трошоците за храна и пијалоци во април биле најниски во последните 12 месеци, но кривата нагло отскокнува месецов и се приближува кон пикот во февруари, кога беа забележани највисоки 23.500 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе биде подпишан во четврток во Лондон. Подпис ќе стави вице-премиерот Николовски, откако денеска доби овластување на владина седница. Мицковски пак денеска најави уште еден договор влада со влада, кој ќе биде објавен во наредните денови. Сметам дека се работи за историски момент, за датум кој што ќе остане во аналите на македонската историја. Мислам дека 22 мај ќе е датум кој што долго се споменува македонската историја, затоа што се работи за досега најобемен договор кој што Македонија го постигнала со било која држава. Целта на договорот е да воспостави партнерство за поддршка на реализација на инфраструктурни проекти во секторите здравство, транспорт, технологија, енергетика, дигитална трансформација и други критични сектори во Македонија. Првичната група на проекти се веќе споменати во јавноста, во делот на здравството и во делот на транспортот. Исто така многу значајно за мене да се разменуваат знаења и најдобри практики, користејќи експертиза од владата на Обединетото кралство и од британски деловни субјекти за поддршка на реализација на проекти, но исто така и на трансформација на јавната администрација и приватниот сектор во Македонија со експертиза од бизнес заедницата во Обединетото кралство, но исто така и од владините агенции. Годишно момче, матурант од Струмица, вчера бил пронајден мртов на нива. Обвинителството ги чека токсиколошките анализи, бидејќи на телото немало траги на насилство. Трагедија ја потресе струмичката јавност откако вчера околу 12 часот во ниви во близина на градот било пронајдено безживотно тело на 19 годишно момче, матурант во едно од средните училишта. Телото е пронајдено на местноста викана Крива река позади складот за дрва на подружницата на Македонски шуми во Струмица. Според првичните информации, телото е пронајдено од страна на мајката на момчето и негов другар, кои излегле да го бараат откако тој не се вратил дома подолго време. Вчера, 19 мај, во 12:05 часот, во полициската станица Струмица е пријавено дека на место викано Крива река, Адерна Струмица, е пронајден починат 19-годишниот МА од Струмица. Лекар констатирал смрт без видливи траги на насилство. Увид на местото извршија јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Струмица и екипа на СБР Струмица. По наредба на обвинител, телото на починатиот е дадено на обдукција. Од Основното јавно обвинителство во Струмица информираа дека врз телото веќе извршена обдукција, а досегашните наоди не покажале траги на насилство. Се чекаат и резултатите од токсиколошките анализи, кои треба да дадат појасна слика за целиот случај и причините поради кои настанала смртта кај момчето. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Почна евалуацијата на повредените во дискотеката Пулс во Кочани. Тимот специјалисти од денеска се во Кочанската болница. Лекарите кои имаат искуство велат дека процесот на лекување ќе биде долг, а на лузните ќе им треба време да заздрават. Ке треба и време и трпение за заздравување на лузните од изгореници кај лицата кои беа повредени во трагедијата во Кочани. Третманот е индивидуален и според лекарите зависи од длабочината на раната и зафатената површина на кожата. Речиси кај сите пациенти кои биле хоспитализирани е направена трансплантација на кожа, најчесто на рацете и делови од лицето. Кај некои луѓе зараснува нормостенична лузна, значи нормална, набрзо после, да речеме за месец-два, се враќа бојата на трансплантираната кожа. Кај други пак настанува хипертрофична лузна, на некои делови од лузната, значи таа разраснува над ниво на кожа. И може, зависи ако е да речеме на зглобни површини, меѓу прстите, да настане контрактура. И ако предходно се било во ред, во тек на матурацијата на лузната, таа се собира, самиот тир, самиот трансплантат се собира и може да настане контрактура. Доктор Атанасова вели дека е многу важно навреме да се почне со физикална терапија за враќање на функцијата на прстите и рацете. Исто така, советот до оние кои беа повредени е да внимаваат овој период со изложеноста на сонце и користењето на креми со заштитни фактори. Да користат компресивни ракавици. Колку ти им помагаат? Помагаат, затоа што се врши притисок на самата лузна, значи со тоа, со самиот притисок се омекнува кожата и се лузната се довива, значи, во нормална, да речем, прифатлива нормална состојба.
Какви дополнителни совети ќе добијат повредените од трагедијата ќе зависи по завршување на евалуацијата од тимот специјалисти кои од денеска се во Кочанската болница. Неколку денови ќе им треба да ги видат и слушнат сите кои се вратени дома. Инаку на физикална терапија одат 40, а на болничко лекување се уште се 18 пациенти. Сања Димитровска, Сител телевизија. Извештајот за родова самопроценка направен во армијата и Министерството за одбрана покажа дека голем дел од вработените во овој сектор се уште мислат дека жените треба да се грижат за децата, а мажите да бидат лидери. Многу повеќе детали од истражувањето има Габриела Леско. Жените треба да се грижат за децата, а мажите да бидат лидери. Ваква перцепција се уште има кај голем дел од вработените во одбраната, покажува извештајот за родова самопроценка. Мажите доминираат во однос на жените. Бројките покажуваат дека во Министерството за одбрана 32% од вработените се жени. Уште покритично е во армијата. Таму од целиот персонал само 11% се жени. Скоро половина од анкетираните во армијата, како и високи 71% од Министерството, сметаат дека мажите никогаш не се наоѓаат во понеповолна положба од жените. Потребни се определен број на активности пред се во однос на надминување на овие стереотипи и предрасуди кои што се уште постојат, секако позитивни практики за користење на татковско и родителско отсуство и определени инфраструктурни прилагодувања. И после 30 години можам да кажам дека е многу тешко да се дојде до столче на округлата маса, на столче каде што се донесуваат највисоките одлуки. Председателката порача дека жали што вистинската борба на жените во одбраната не почнува со мисиите, туку со борба за рамноправен статус со колегите мажи. Додека министерот за одбрана вели дека приоритет е поголемата застапеност на жените во безбедносните структури, не само како бројка, туку како квалитет. Кога унапредувањата во било која област, па и во армијата, се вршат врз основа на некои застарени, чудни предпоставки, тогаш буквално ги испуштаме од раце оние што можат да ја обликуваат иднината. Ги јакнеме механизмите за родова еднаквост, фокусирани на родовата обука на сите нивоа во Министерството и армијата. Прибирањето на податоците за извештајот за родова самопроценка и акцискиот план за унапредување на еднаквоста во институциите се одвивал во периодот мај-октомври 2023 година, а изготвувањето од јануари до март 2024. Процесот е формализиран преку договорот меѓу Министерството и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор. Габриела Лескова, Сител телевизија.